И по повеќе од 2 месеци откако на седница на влада биле дадени насоки да се реши проблемот со неисплатените придонеси од 2012 до 2019 година за поранешните и сегашните вработени во Еврокомпозит, работите не се мрднати од мртва точка. За исплата на овие заостанати придонеси собранието донесе одлука уште во октомври 2019 година, која излезе и во службен весник, но пари за тоа од страна на државата до сега нема. Исто така, се нема најдено ниту стратешки инвеститор кој што би ја купил фабриката. За нов пак представник на општествениот капитал е назначен прилепчанецот Александар Талимџиовски. Само си места, секој што ќе дојде на општествениот капитал, дајте ми време, вика 4-5 месеци, и ќе помина тие 4 и ништо не работа. Значи, еве информација до премиерот. Да знае дека задолженијата што му ги дал, ама од мртва точка ништо нема тргнато од мртва точка. Значи, тој ги задолжил на седница на влада. Плюс то, одлука на собрание имавме 2019 година, да ни се плата придонесите. Собранието задолжува владата. Сега и владата ги задолжува и ништо не се случува. Не знаеме сега веќе кај кого да одиме веќе. Владата вика, ние донесовме одлука да се реализира ова. И не знаеме кај кого веќе да одиме. Инаку преостанатите 35 вработени во државната компанија Еврокомпозит се оставени буквално на милост и немилост од страна на својот газда, а тоа е токму државата. Од декември 2019 до денес имаат земено само 14.500 денари плата. Никој, ама буквално никој не ги прашал како досега живеат без денар, во екот на една страшна пандемија и во екот на една од најголемите светски економски кризи. Не им се исплатени ниту здравственото, ниту пензиското осигурување. Се лечат на приватно. Државата како нивни газда ги крши нивните основни човекови права. Ниту ги отпушта од работа, ниту пак им го дава тоа што законски им следува. Вработените во фабриката 2 години се без плата, со никаков статус, значи ни здравство, ни плата. А што е па контрадикторно, одбор на директори си постои, 4-5 души тие директори, извршени, неизвршни директори, тој што е председател на одбор на директори, наш сограѓанин, си зема паричка, а никаква активност нема. Ние не знаеме, тие може си работа. Ама ефект до сега не видовме од нив. 3-4 години, значи никаков ефект од нив. Поранешните и сегашните вработени велат дека не веруваат повеќе во никого и во ништо, затоа што државата постојано ги лажела. Че упатаме еден апел до премиеро, го замолуваме еднаш да се обесхрабри во неговиот мандат дури е на власт, да се охрабри, да најде некоја човек што е од мајка роден, да го постави во фабрика, зашто досега сите што дојдо, еден нема асолен. Барем да не лажи. Ако не ни ветува, да не лажи. Доволно е да речи, толку сум клаен, не можам да ве лажам. Овие сите само не лажа. Сега ќе види со гана, со лагана, се извинувам. Господин, што спомнам, господинов вице-премиер Анџушев, рече, купецот е најден, е во авион, ама чекале да направи аеродром во Велес па да слези купецот да ја купи фабриката. Лаги невидени, лаги снелажани, лагажани, не знам што да кажувам поќе. А во времето, пред изборите, господино министер за внатрешни работи ни веќаваше дека Еврокомпозит ќе го земе во склопот на МВР и да бидеме како сервис за МВР и Арано. Ништо од тоа. Господјата Шеќеринска ветуваше дека купци заинтересирано, ништо лаги, еднаш нака се обесхрабра, нака се реша нака прата еден човек од мајка роден, ништо друго, барем да не лажи. Доколку не се реши нивниот проблем, поранешните и сегашните вработени во Еврокомпозит се заканија со штрајк со шатори пред општинската зграда во Прилеп.